Почитувани учесници на конференцијата која се одржува по повод 45 години високо образование во областа на безбедноста, чест ми е да ви се обратам и да ја отворам ова значајна конференција. Жалам што не можев и физички да бидам присутен со вас во Струга и затоа ви се обраќам вака преку оваа кратка видеопорака. 45 години работа на една образовна институција е значаен јубилеј, особено за институции во областа на безбедноста. Безбедносните прашања секогаш биле важна тема, а сведоци сме дека во времето во кој живееме, тие стануваат уште позначајни. Не само како председател, туку и како човек кој професионално во голем дел од својата кариера се бавел со безбедносни теми и проблеми, сметам дека е значајно да истакнам неколку работи кои се битни за актуелниот геополитички момент во кој живееме ние како држава, но и светот во целина. Неизбежно најактуелно безбедносно прашање на денешнината е руската агресија врз Украина, која тектонски ја поремети стабилноста на европскиот континент, кога мислевме дека по падот на Берлинскиот зид сме навлезени во период на долгорочен мир и стабилност. Уште во 2014-та, по анексијата на Крим, беше јасно дека пред европската безбедносна архитектура има значајни предизвици. Но реално, никој не очекуваше директна воена агресија врз една независна и суверена земја, каква што не е видена од завршувањето на Втората светска војна. Ние осудивме руската агресија врз Украина и дадовме целосна поддршка на украинскиот народ во одбрана на неговата независност, која вклучуваше не само политичка, туку и конкретна техничка помош и воена опрема. Споредено со нашите капацитети и големина, спаѓаме во групата на земји кои најмногу ја помогна Украина во нивната праведна одбрана од агресијата. Тоа направивме не само затоа што сме членка на НАТО алијансата, туку затоа што веруваме во принципите на меѓународното право кои не дозволуваат воена агресија на една земја врз друга. Без двоумење го поддржавме и членството на Шведска и Финска во НАТО, затоа што веруваме дека на тој начин се засилува безбедноста на европскиот континент, а со тоа и безбедноста на Северна Македонија. Во таа смисла го поддржуваме и јакнењето на партнерствата на НАТО и со некои вон европски земји, например Јапонија, Јужна Кореја, Австралија, кои споделуваат заеднички демократски вредности со алијансата и кои се заинтересирани за одржување на глобалниот мир и безбедност. Веќе денес е јасно дека војната во Украина предизвика редица проблеми на многу полиња со кои светот, а поготово Европа, мораат да се соочуваат. Најголем предизвик и доправа ќе биде енергетската криза. Поради тоа неодамна го свикав и Националниот совет за безбедност за да ги слушнеме мерките кои владата ги планира за престојната зимска сезона. Во исто време е потребно да внимаваме и на безбедносните предизвици од трети страни или, како ги нарекуваат, малигните актери кои посакуваат дестабилизација на Балканот. Во оваа смисла постојат неколку точки во регионот кои представуваат потенцијални жаришта кои можат да бидат искористени или злоупотребени од трети страни за поголема регионална дестабилизација. Освен енергетската криза, сите во регионот ги чувствуваме и другите последици на војната во Украина, од растот на инфлацијата, преку дезинформациите и популистичките реторики, кои за жал се засилуваат, користејќи го видливиот застој во евроинтеграциите на Западниот Балкан. Што се однесува до нашиот пат кон Европа, со големите дипломатски компромиси кои ги направивме во изминативе неколку години, покажавме дека сме сериозни во намерата да ја реализираме нашата втора стратешка цел. Подготвени сме како држава да ги исполниме сите европски критериуми и при тоа имаме јасни очекувања дека тој наш труд ќе биде реално валоризиран од Брисел. За европските перспективи на регионот зборувам од едноставна причина што никогаш не сум верувал дека е можна долгорочна стабилност на регионот без да станеме дел од проектот наречен Обединета Европа. Застојот во оваа смисла во која зборувам и за кој секогаш тврдев дека не е добар за нас, веќе го пополнуваат трети страни и за жал, според сите релевантни истражувања, во голем пораст е евроскептицизмот, како и популарноста на автократските лидери и на популистичките вредности. Се разбира, тоа не е резултат само на хибридните делувања и на дезинформационите кампањи, туку и на вакуумот во европските перспективи на регионот. Се надевам дека денес, по агресијата врз Украина, на многумина им е појасно колку е значајна евроатлантската перспектива и колку е значајно да се промислува стратешки
и долгорочно. Одлична вест е што сведочиме на засилување на европската кохезија по прашањето на Украина, но сметам дека е исклучително значајно таа кохезија и интересот на Европската Унија за регионот да продолжи и по, се надам, што поскорото завршување на руската агресија врз Украина. На последниот НАТО самит во Мадрид, Алијансата го реафирмираше ставот дека Западниот Балкан е регион од стратешко значење, а ова е исто така јасно кажано и во новиот стратешки концепт на Алијансата. Проширувањето на НАТО со нови членки ќе биде од исклучителна важност за зајакнување на безбедноста, мирот и стабилноста на регионот, преку што ќе изградиме уште поголема отпорност кон влијанието на фактори кои би сакале да го дестабилизираат Балканот. После 21 година чекање да станеме дел од Алијансата, убедени сме дека членството во НАТО е најголемиот стабилизирачки фактор во регионот и пошироко. Она на што во наредниот период ќе мора многу повеќе да работиме, при тоа мислам и на политичките институции и на безбедносните експерти, се безбедносните ризици кои ни ги носат хибридните закани. Мислам дека на таа тема како земја ќе ни треба исклучително брзо прилагодување. Потребен ни е адаптибилен систем кој брзо ќе фаќа чекор со новите начини на хибридно војување. Тоа подразбира инвестирање не само во средствата за традиционално војување, туку и во најновите дигитални технолошки алатки и во стратешките комуникации неопходни за поголема отпорност кон дезинформациите. Почитувани учесници на конференцијата, ви посакувам успешна работа во наредните неколку дена. Благодарам за вниманието.